Зашо не те сакаат за комши? Бојата е утната. Ај боја. Па, бојата. Се плашите? Што? Требаше побели да испадне. Се плашите? Веќе А прашувате во што? има луѓе што ден денес те гледаат и цигана си брак. Одма вражариш нешто надиш. Нема веќе така. Деца доаѓа звучни кои што го искинав за накото, таму се мисли саат време. Чичко може да те прашам нешто, тој иде навака вториот тусут, абе дојди нема да не јадат увреќа да не стават. Ви гледам. Викам дојди ба му не се плаши, дојде, кажи што е работа. Вика тој звучник го ти скинатио да ти дам 300 денари. Го гледам. Зашто ме гледа саат време? Па се плаши ми да не изедеш. Го гледам детето. Значи тоа е тоа. И денеска 21 век децата ги плашат со тоа, ќе викнам циганите увреќа ќе те стават. Тој е сега ја да Деца содано. Како чекаш после тој на 25-30 години те разбере ко него се ураѓа. Ко видо дека нема што да рушат, викам се шо прави, сега ќе видите што. Фатија ствари да товара, шифонјера да го товара, женава скокна, една врата вика, не може да зимата, ќе фатам тюте по мнеко. Идење джандарот, не еден, два, жената за коса да фаќа. И јас си седев, ја мислев ќе товарат, нека идат, ќе објаснат каде се тие ствари со кој право. И му се сипам на джандарот, го пати, викам, као да вика, пошто е жената, вика. Веле го ми скокна, бе, брат, тоа колку души бе? Можда 6-7 ја ги броев. На раката буквално ово уште ме боли цело овде од такво виткање, па тој не гледаше да ме витка, туку да ми искаш. Еве и овде кај го ме. Па ме ставил комбе, не знам кој тупаници, клоци со што мава со палици, не знам целиот се изгуби. И ми се закануваат у станица, бе, носи ме, јас сум тој, носи му станица, некој ќе објасни што барам у таа станица и врз основа на што ме носиш. Да не нападнам некој од инспекторите, од работниците или од вас. Не, па што барам у комбе? Зашто ти мене тие 30-40 минути ми лишиш од слова? Замисли ти 40-45 годишен човек, вади дедо ми на 69 години со тупаница да. До сега човек не излезе него да го удри или да го тепе. Ама ете. Толку стар човек ти треба ептен да си најван у главата. Раката му Значи, е тука сите повредена. човечки манири си ги Не забора. му работи ова рака на татко ми. Ако им кажа, полека, викам, сега ќе правиме ново. Значи, доаѓате, горе доаѓате. Што барате овде? Ќе товараме ова. Решение, налог за товарање, вие решение ми оставите за рушење. Значи, нема објект што да рушите. Значи, сакате по кукнината, дај ми за по кукнината, кај ќе ми ја носите, ќе ја палите, ќе преместувате, дајте ми документ. Не смеете. Прега се ти многу збориш. Се они сигурно ќе лажат, немало насилство, немало ово, немало оно, меѓутоа лекарските Има евиденција веќе. Такви онакви ребра, кршења за врат, па стариот на снимки на так. Првата дивоградба ни учел. Веќе јавно е кажено дека е дивоградба. Изграден е целиот пензионско-инвалидски фонд на некое приватно место што се тужи за собственост. Значи тие 6 милиони евра, па тие 500.000 евра за мебело, значи компјутери, маси такве. Што не почнеш од таму, пријател, што се фатил кај мене, што си плаќаме за тоа? Да. Значи од секоја страна и они да се управат, значи државата ми ги краде парите фактички. Ако се овие управо што ја плаќам, значи овие на мафијашки начин ме рушат. И баш онака таргетирано, значи они знаат кај Ала сака Богу, јасна е работата, ама работата е што се на многу места. Никој не ќе да се замери кога адвокатот ме продаде, што остана за другите. Цела година сега да му врдам и каже предметот жив ти е. Значи јака работа некој му платил, абе тие пари што него му ги плативте или што ги потрошивте на ова доаѓање, како што ми каже инспекторот 20.000 евра од 2003 до сега. Абе 4 пати ќе не сместивте луѓе. Да. Значи дај ми ги тие 40-50 квадрати некаде место, јас со 5.000 евра не куќа на 2 спрата ќе направам. Значи никој ни вас да ве боли глава ни мене. Ја не можам да се ти има тука од 63 година, тоа се 47 години, си плаќам редовно за тоа, ти мене имот ми рушиш без кукник и ме правиш, у кампот за бездомница ме пратиш. Стари бе, пошто не писмене, едниот и другиот. Они од 63-та, штом живеат, они почнале од 2000-2003-та веќе со данок, дошле од управа за јавни приходи, правиле снимки, тоа нели преминки. Ти не можеш у скица да влезеш како шупа, како што они ја представија шупа, никој нити ти ја ставува скица, нити ти наплаќа за таа шупа. Дајте ми препис од целата комплетна документација врз основа на ова што го плаќам за данок. Имате тука приходна шифра, имате и колку квадратури на која улица, под која катастарска парцела се води. Човекот се согласи, наде, ама пуста едно жолто ливче на досието, не смееме да чепкаме. Како не смеш бе, пари давам, дајте ми што има тоа препис. Ќе дојдат, он руше, ја рушам, сабалито пред да дојдат, нема што да рушат.
Значи ќе дојдат и да слушнат, ќе продолжат. Овие не бе, овие инат ги фаќа што сме слушали, ствари да ги товарат. Почна таблите ги маат, у моментот доаѓа адвокатот, на сите полицајци, сите да се идентификувате што барате тука, налог, решение, никој ништо нема документи. Вика мене го тој го гледа адвокатот, бега тој ќе лавите инспектор. И вај понеде, дојди вам. Што барате тука? Па кој си ти да ме прашаш? Што бараш ти тука ствари да товараш вака и вака? Јас сум адвокат наличен. Не бе, ние дојдовме ги убрате да го чистим. Зашто не те сакаат за комшии? Бојата е утната. Ај боја. Па, бојата. Се плашат ли? Зашто? Требаше побели да испадне. Се плашат ли? Некијат А прашнете во што? има луѓе што ден денес те гледаат и цигана си брак. Одма вражариш нешто надиш. Нема веќе така. Деца доаѓа звучникот што го искинав за накото, таму се мисли саат време, чичко може да те прашам нешто, тој иде навака вториот усут, абе дојди нема да не јадат у вреќа да не стават, ви гледам. Викам дојди ваму не се плаши, дојде, кажи што е работа, вика тој звучникот искинатиот да ти дам 300 денари. Го гледам. Зашто ме гледаш саат време? Па се плаши ми да не изедеш. Го гледам детето. Значи тоа е тоа. И денеска 21 век децата ги плашат со тоа, ќе викнам циганите вреќе ќе те стават. Тој е сега ја да Деца солоно. Како чекаш после тој на 25-30 години да те разбере кој него се враќа.